Сите заинтересирани компании од прехранбениот сектор, водоводните претпријатија и училиштата денеска и утре треба да поднесат документи за потпишување на договори за снабдување со струја од ДСМ според последната мерка на владата за субвенционирана струја. Со одлука на владата по ефтина електрична струја треба да добијат 200 компании од прехранбениот сектор, училиштата и јавните водоводни претпријатија и пречистителни станици. Тие ќе се снабдуваат со струја преку ЕСМ со цена од 80 и 95 евра по мегават час. Прва категорија – физички и правни лица регистрирани за вршење на приоритетна дејност од областа на прехранбената индустрија. Тука се основните продукти месо, млеко, леб, масло и така натаму. Цената на електричната енергија за нив ќе биде 80 евра за мегават час и ќе важи само за потрошувачката на броилата за извршување директно на приоритетната дејност, значи исклучиво во производствениот процес. Целта е да се одржи стабилна цената на основните прехранбени производи, односно да не дојде до раст на нивните цени предизвикани од исклучително високите сметки за струја или прекин на производство. Но тука сакам исто така да го реафирмирам она што беше договорено со представниците на стопанските комори од секторите кои што се од прехранбената индустрија на основни прехранбени производи, сите да бидат солидарни и како што веќе и најавија, цените на основните прехранбени продукти кои што се опфатени со оваа мерка да се намалат за најмалку 10%. Втора категорија спаѓаат јавни претпријатија од областа на водостопанство, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води кои работат со пумпни или пречистителни станици. Целта на нивното префрлање не е само продажба, е тоа што струјата за нив е клучна во функционирањето на пумпите и пречистителните станици и не смее да се дозволи поради високата цена или следствено исклучување поради недонаместени сметки да дојде до тоа пумпите да останат без струја и да се загрози водоснабдувањето или одведувањето на прочистените води. Цената на електричната енергија за нив ќе биде 95 евра за мегават час. Во третата категорија, како што рече Ковачевски, се 365 основни и 109 средни јавни училишта, како и јавните здравствени установи. Трета категорија – основни и средни јавни училишта. За да имаме топли училишта и топли болници во оваа кризна состојба, владата со одлука обезбеди за 365 основни и 109 средни училишта, како и за здравствените установи, повластена цена на струја од ЕСМ од 95 евра за мегават час. Целта на снабдувањето на училиштата е да се осигура настава, односно дека нема да дојде до нарушување на воспитно-образовниот процес од причини на недостиг на струја, исклучување поради неподмирени високи сметки и така натаму поврзано со електричната енергија. Исто така граѓаните нема да останат сами во пребродувањето на кризата. За нас се еднакво важни и снабдувањето со електрична енергија, како и снабдувањето со храна. Другите компании и претпријатија ќе плаќаат струја по пазарна цена. Потрошувачите на субвенционираната струја ќе ја користат повластената цена до 30 април 2023 година. За да почнат да се снабдуваат со електрична енергија од први во наредниот месец, сите заинтересирани потребно е најдоцна до 10 во тековниот месец да го достават до ЕСМ продажба потпишаниот договор со потребната документација. Документите кои треба да ги пополнат компаниите, училиштата и водостопанските претпријатија се веќе поставени на интернет страната на ЕСМ, а нивното поднесување се врши електронски. За датумот на аплицирање ќе се смета времето кога комплетните документи се пратени на официјалниот мејл. Ковачевски потврди дека владата ќе продолжи да ја субвенционира струјата со 80% за над 600.000 домакинства и за 72.000 мали потрошувачи. За 42.000 граѓани од најранливите категории додаде ќе има директна финансиска помош, како и за пензионерите со најниски примања.